Здраво живо, поздрав од другу локација у Куманово. Продолжуваме с нашу емисија. Данас имаме нова интересантна госта. Само да кажу дека прошла недели беше 70-та емисија за Куманово. Значи продолжува континуитет на овој серијал. А данаска наши ваш гост е Драголюб Димитриевски или Драган Голинец го вика во Куманово. Драгане, здраво живо, како сте? Здраво, јас сум добар. Еве, дојде овдека малце за наше старо Куманово, да поправиме малку муабет, како било, шо било. Старо Куманово кој има многу голему традиција. Да. Голема традиција и еве на децата кога ќе ги кажувам на унуците, на синовите, тие полно пат не ми веруваат. Пред да го продолжиме разговор с Драголюба, да го поздравиме нашиот спонзора на емисију с кога имаме соработка. Фирмата Катин Градба, која го гради овој капитален објект, тоа е прва фаза на комплексот Соколана. Се работи за реконструкција на игралиштето и трибините, фарбање на игралиштето и поставање на нови голови по ИХФ стандарди за ракометно игралиште. Фирмата Катин Градба е присутна повеќе од 12 години на овие простори и во овој изминат период изгради повеќе капитални објекти. Тоа се градскиот базен, отворен и затворен базен. Исто така спортските дворани во училиштето Перо Наков и Кристијан Тодорски Карпош, како и овде во непосредна близина атлетскиот полигон. Се работи значи за повеќе капитални објекти кои се на територија на Куманово и можам да потенцирам дека Куманово е спортски град. Продолжуваме с разговор. Драголюбе, интересантно, ти си стар Кумановец и по татка и по мајку. Корен ви е многу голем и дугачек, што се вика у Куманово. Ali interesantno da ni kažeš ti, nadimak Golinac u Kumanovo je mnogo rasprostranjen. Otkuda je te nadimak? Pa, некој си мој дедо, пара дедо, некој си Спасо, доше од Голинце, Паланачко што е, и овдека се населија се позади осмокатницу. Тука направија куќа и дуќан, работа, потоа браќа му дошле, исто, и полно голинци дошле од Голинце. Сега секој на своја страна се отиша, некој отиша куде болницу, некој горе куде парк, а дедо ми останае у центар, jer tu je naša dobro zdanje, dobra zgrada za dućani, za prestoj i tu smo izrasnali. За време на детство дешава ли се една доста чудна случка или чуден настан, да кажу. Објасни што се и десило? Па, дуќан, дедо ми е бија и татко ми тишлери су биле, додека чичо ми, тоде Голински Методија, он е бија учител. У тој време многу имале чираци по дуќани и дедо ми имаја три чирака и кад наиша дедо ми, тој некој чирак пушија цигаре. А под дуќано оздола имало подрум, како складиште за шушке, тие треске што се собирало, и фрли ga пикавац, наместо надвор, он падне у шушке доле у подрум. И
Запали се куќа цела изгори до темелј. Остане само зидине. И стари дуќанџije, у тој време тако е било, барем он дедо ми кажуеше, и татко ми, еден појде, кој е свакога дуќанџiju. И, пример, Ацо, на Данчо ќе му помогнемо ли да дадеш некој динар, даде, он запише у тетратку, колко паре даја. Ако е друго, кој треќо, и собере паре, и му однесе на дедо ми, и му даде паре и тетратку. И кај Данчо, еве ти паре, еве ти тетратка, кад се оправиш, кад застанеш на ноге здраво, овие паре, ако сакаш да вратиш на људи, добро. Ако не, ти си знаеш. И дедо ми земе тие паре, оспособи дуќан да почне да работи, а у тој време се доста градило, имало доста работа, и направи неколку собе да може да се собере деца и баба ми и свите. И после по тетратку тој даje толку паре, отиде врати. Тој даje толку паре и врати. Додека сега тој га... Тоа е ташно куде е било, куде Осмокатница или дуќан? Тој дуќан е бија одма позади Осмокатницу. Куќа која и ден денеска постои на паркинг, тоа е на доктор Душка у Дулца. Добро. Одма до негово куќа е била наша куќа, Гулинска куќа, и дуќани су туја биле. Карши нашу куќу е бија аероклуб Доне Божинов. А до Доне Божинов беше прочуена, да кажемо, за наши кумановци, Симерони. Еве, Симерони и ден денеска остана еден, како да кажу, синоним за дружење, за убаву храну, Да. за другарство. Ти пошто га памти Симерони? Симерони га памту по мезалак. Кажу си, еве, отворено, по мезалак, чорбе, убави праеса, мезалак. Имаше убаво беше све. Кај ќе отие смо со другари, доручкуе смо, руча смо, се е било, значи, оној нај-нај. Значи, по, што викав кумановци, шкембе чорба. Шкембе чорба и мезалак, кумановски мезалак. Толку ли е било мезалак, стига пари у ден денеска? Посебно е кумановски мезалак, еве, бија сам со овие друштва, сам свиреја доста, бија сам по градови, али како кумановски мезалак, нигде не сум, и сега зборив. И ден денеска га тражиш? И ден денеска га тражив, да. Стварно е сега до што е и како е, вајда свак си град има своje оној, што викав, да се... Има си традиција на работа. Традицiju на своje, па да, али важно, значи, кумановски мезалак е прочуен у целу Македонiju, па и виш и подај. Куманови мало големи мајстори на мезалак, од тој време споминјав го фамилију Биџовци, па и други што правиле мезалак. Да. И нема вика собере се другари и направи софрус мезалак. Тачно е тоа. Тоа се е практикувало, вика. Тоа е тачно. Еве, ми смо исто практикували, другари се оберемо и на вруќу воду. Ќе однесе смо тамо земјени таве, ќе седне смо и направимо една, што вика, едну софру, убаву софру направи смо. Сега нема, гледам доле, нема оној, тој собирање, па... Па, такво е сега време. Кажи ми, кој годин се десило тој куќа што ви се запалило? Сега не може тачно баш. Од прилике? Али од прилике, тоа е било около 50 годину, 49-50 годину. Куќа се е запалила. Деот ти како се викае? Моли? Деот ти како се викае? Мој дедо се викае Даншо. Даншо. А негов татко е Спасо, кој е дошел од Гулинце, Паланачко. И од тој надимак доваѓа после? И од тој, да. Па пуно браќа негови дошле, има пуно, ја баш пред, да кажу, 1-2 месеца, први пат сам се запознаја с Гулинца,
koji mi je stvarno rodbija blisko. Idemo na kude je gore na pazar, mesarnicата прва, абе, Гулинче, куде си бе, брате бе? А ти не си ga видеа с година? Не съм ga, не ga знам. А он се разпитая и преко ovога брат ми доктор, što je Jordančo Gulinac, i mu kaže na njega, i on po toj i sve mi, dan se koje se vidimo, brat, kude si, brat, i tako što vikamo. Е, сега, кажи ми ти, къде си роден, у кој дел на град? Ja sam roden pozadi osmokatnicu u kućutu baš. У тој куđи што го U tuj sam kuću roden. tako. A moj brat, koji je pominat, Boga ga prosti, pomalecak, on je roden u novu kuću koja je sve što živu kod je gimnaziju, do gimnaziju odmah. Тоа е Карап мала. Karap mala praktično da kažemo. On je tu je roden, brat mi. A ja sam roden u staru kuću. Ali ти си израснаја после у Карап мала. A u početaka do 4. godinu, 5. sam u staru kuću. Posle smo došli u Karap malu. Tu je da živimo. To vika kad dojdemo, Dimir Boze, koliko ti duša saka, noge puni sa bocke. Pa i nemaše ovaj pa staljava put, što beše kaldrme, ono diva, pa dokopavamo, sami smo plaćali kanali, vodu dok da uvedeš. Nemaše ništa, nemaše. Вика сте дошли интересантно, у тоа време имало многу малку куќе тоа. Pa Комшија кои што ти биле? Vlado Poruševine, beše inspektor Poruševine, posle tuja beše Tane Tišler, Jordan Piljar i Kuze. I oni, tije su kuće samo bile tuje. Drugi kuće nema su. Natamo beše sve toj njive, Lojze imaše mnogo. Evo moja ta kuća koja što je, pola je u Lojze, pola je u njivu. I Да објаснимо на гледачите, ти седиш кој што е сега игралиште на гимназију, подоле малку, Да. 50-100 метра. толко, Тоа е. толко je. Беше. Ти си većinom tu je izrasnaja, Karap mala je bila prepoznatljiva kako i svi mali po svoji običaji, po svoje druženje i možda ne izdvojiš neki momenti od života Karap mala. Абе, видиш што, ми smo se mnogo poštovali i smo se čuvali deca, i kao deca. Mi smo, kad se iskočili smo da se igramo, ili kad, kako da kažemo, jedan ako se stepa, ili nešto napravi nekoju si ujdurmu, svite, dojde. Evo Matlja, prosimo da kažemo, on si vole, sakaše malko, ona koji da pine i da džapne. Ali nikad u malu ne pipnaja ništo. Ja, imalo je slučaj, tega čuva smo kokoške. Kažu, kokoške, svinje, tega, nemaše tega da kažu. Da. I jedan dan dova stanuje, majka mi vika tu, dragi vika, kokoške gi nema, odnele gi. Komari odnele, ko će gi odnese? Ti duvi koji je Matlju, a be Matlja, zašto be? Zašto si be tako? Ne be, vika, dragi, ne smo, vika, uopšte pipaja. I tega, znam ko je. Otidi, vika, ko je trafo, a trafo školski dvor ne li ima na kraj. Tako je. Pa, pored trafo dole imaše jedna, kako, mreža, debela, i on gi tuja kokoške staljaja, ali staljal gi mečka. Ali s krišom. S krišom, da ne gi znaje niko. I ne može gi znaje zato što golema trava i oni kokoške dole, kako u dupku, i ne može gi vidiš. Vika, idi tamo, zemi si i koji su tvoji kokoške. Ne be, ja ne pipam, kude smijem da pipam, ne biva. I on otide tamo, koje je njega doma, on se ješe na Dragan Steparović, tu izgradu, čudna rabota, tatko mu je bija vojno lice, ali toko, znači, bezobrazan i napušteno dete. I tamo sa njega, što on dimu iz Stepara tamo, dojde, vika, dragi, da si zemeš tvoji kokoške koji su. Vikam, ja ne pipam, ne mi ni treba više.
Не ми ни треба. Сега те прашам, тој игралиште кој е гимназију, Да. тој одамна постои, ту сте ви собирале, веројатно сте се играле. Да. Абе, видиш што, на тој игралиште игра смо, било е све с Димир Бозе. Не и мало, чини ми се, и на гимназију беше кој сак Панче пеше што е, туе су биле гимназијски ВЦ-а. И туја ќе отидемо да играмо, Боже малце, топком, што ќе играш, оно ноге све ги напуниш с Димир Бозе, не можеш да ноиш. А имаше зъдче туја, али седе смо на зъдче и си праве смо серенаде. Навече. Јас демо гитару, соберемо се туја и кој е Крстем и Свирков, на зъдче смо правиле, седнемо и свиримо серенаде. Ево, јас ќе те замолам да објасниш што е представјала серенада за град Куманово од твој аспект. Серенада е било најбово нешто. Абе, види што, собере смо се беќари, да кажемо, седнемо девојке и почнемо да поемо по ноќе тие баладе, оној што вика, смеемо се. А и мало е доста и гафови. Текнемо на некоја, ај, ќе имаме да правиме серенаду. На која бе ќе правиме серенаду? На девојко ми. Ај бе, викам, Да се удвара. ќе идемо, идемо у Карап малу, кој се кај да не ги именуемо. Свиримо доле, като еден пуда, све врза с вода. Ја викам, бабе, Кире, што бе, види да ме гитара све мокра. Све смо мокри, она. Абе, знам го, вика, мајка му е многу терсеме. Еве го гитара твоја и чувани серенаде. Да, тој е меѓу најсти, кажу. И тај гитара сам го купија од еднога војника од Босно беше, слуеше овдека у Касарно горе војску и на поваѓање случајно не идемо и вика, дечки, ја hoćeš да ти продам гитару? А не знаеше да свиру. Викам, дај го, веќе го зема и го зема и од так ти кажу, меѓу најстари гитаре, да кажу, у град е тај гитара. Ден денеска го имаш гитару? Да, и ден денес го имам. Може требаше да додеш малку да свириш нешто, ама не. Па не смо се дозволили. Добро, другом приликом. Другом приликом, што вика оној. Што сте највише свирели на серенаду, кои песме? Абе, стои. Има дана, када не знам што да радим. Или па тие стари наши македонски, сега не можеш вика да оној да ми текне. Седе смо, свире смо, ти кажу, па се собере вешто од град доле, шетасва у центар. И кога ќе дојдев нагоре на кој дом, кога си појдев, ќе дојдев и оној ќе седнев, кој Крстем и Свирков имаше тој зъдче повисочко беше, не е ко сега. Ќе седне смо туја и до 2 сат, до 3 сат, преко ноќ. Пијакер стари свири поја. Да, како не. Абе се тие стари баладе што беват тие. Ово е сек што е музика. Ово е све шунт музика. Ово е денес го знаеш, јутре го не знаеш. Чекај, тие песме, таа музика е била од срце и од душу. Да. Значи, млади сте практикувале оно што е било искрено. Да, тачно. Да отиде да отпое на девојку, да се врати. И он е задоволен, и девојка задоволна. Тачно. Еве и исто у гимназију, кад смо свиреле игранки. Све тие стари, да кажемо, не си баладе, знаеш, нешто, ајде, твистови, нешто тако, ајде, свириш. Али све е било, што вика, оно е умерено. Да е свак задоволен. И постар, и помлад. Таква е било, да кажемо, нашето време. Еве ја пуно пут на синови, на унуци, почну да ги кажуи за ете, дек смо ишле да свиримо под куќе, све тие работи. Бие се. Мало е поштовање меѓу комшија и меѓу све. Да. Сек нема тој. Пари ги преземава свите. Да, тој. Ми баш тога, кад правја смо исто куќу, дојде комшија па ти помогне. Додека сега, нема шанс. Ако ти гледа да работиш, он ќе гледа поише да те заглави. Знаеме дека забавен живот у Куманово бија многу распространет од чувени игранки у Соколану, па у Кристал,
pa u Да, да. Па пензионо доле. пензионо, да. Да. Тоа се биле незаборавни настани. Еве, овај слика илустрира дека Куманово имаја многу богат забавен живот. Луѓе су биле расположени, весели. Па туја е тега дедо ми, на жену ми татко, жена ми, балдъзе су туја и двете и баджо ми тае. Они су на веселје доле, у пензионо е тој, у пензионо доле, на свадбу, на балдъзо ми девојче, кад се беше оно дило, давало, тој беше... Сакам те прашам, Драгане, Кажи. да ни малку збориш за игранки, како су биле, еве. Да. Абе, видиш што? Ти си бил у Соколану, у памтиш... Соколану, како не, и сам свирело тамо. Едно, два-три пута со Шојче свирела сам. Игранки. Игранки, пази, игранки су биле тој време, кога да кажемо, не е имало друго сем Соколана или гимназија. Али кад се има игранки, сале су биле пуни. Пуни, едни играв, едни од страну стоив. Што века, удвара се. Важно. И никад не е имало, што е најбитно, тепање. Малтретирање. Так може, ајде беш, кој те тебе ферма или, абе ти ти ми каеш, и си продолжиш. Док сега, остане ќе те... Али било е борбата со своји девојка, затоа што помалку девојки се доаѓале, а повише мушкарци. Да, да. И кој како се снајде, тако е било. Пази што и одредено време е било на девојчиња до колку саат да си дојде в дома. Пример, искочи у 7 или у 8, не е битно, прошета се малце, у 9-10 саат родител го каже да си дојдеш дома. Не смее да касне. Нема, некакво каснење. Еве и ја, ти ми кажеш, да, пример, да кажем, у 11 или у 10. А у тој време ти си дојду. Дома. Ако не дојдеш, јутре па не можеш да искочиш. Имало е почитување. Можеш да ги спомнеш, еве, кои сте биле другари од детство, кад си раснаја, да не ги забравиме тие луѓе? Мои другари поминати су пуно. Боце, другар ми. Љапо е жив, моме. Здравко се помина, Бога да го прости. Кире се помина. Нако е жив. Што вика, ми сме троица. И имал сам пуно другари. Сек не може баш да свите, да оно што вика, оној кад седнеш или кад свириш, дојде, свите се, с тебе се дружи, седне, мо бети ово, оној, сек на свакого име по презимење сме се многу викале. Мене никој, ретко ме некој знаја Драган, си ме викал Гулинац. Еве друга слика. Ово е исто... Туј сам ја, жена ми и Шурењајка. И баџанак ми, два баџанака поминати су, Кене и Душко. Туја смо исто доле у пензионерски. Али ово е била свакодневна прилика, да кажу, кафане, кад се друштво расположи, да се качи на стал и да се пое. Тоа е Тоа е било традиција. Да. Се качи, али пред себе, куде си ти, не да му шеташ ти на се мешаш, да. Тамнам, да. Куде е овој? Ово е у Христал. Ово е у Христал с ја и Шурак ми е туја, Благе. На жена ми роѓен брат. С njega заедно тој. Кад се седне, вика, у Кристал, вика, нема. едење, пиење, нема станување што вика Кумановци. Немаше тој. Што се највише пило? Ракија, вино? Ракија, вино, шприцер, после то пиво почна, али добро пиво и тако, али ракија и винце. Тоа се биле омилени работи. Омилени работи. Да. Еве, оваа слика. Ово е син ми, најстар син,
на море kad su bile. U Crnogoru samo baš koje mjesto baš ne može mi tekne. Сега да прашам, куде си учio основну школу? Ja sam osnovnu školu učio u Krstimi Sirkov. Која е бил учителка или учител? Учителка ми беше Mica Đavolka, ona gore koje park što sedеше. Ona je pominata. Ona mi беше учителка. A posle to, što vikав, klasno. Па после класам ти бие Да. друг. Da, to je žena mi to isto. Ева, па, ти Oblačale su se. пошто го памтиш основну школу, исто е било многу убаво. Нищо в основну школу. Имале смо, јазда смо, али поштувале смо учители, професори без разлike што да е било. Не да, што вика оној, док су часови не смееш да зугнеш. Еве, по физкултуру гледам сега што работив, а тага Дајле беше професор по физкултуру. Војслав Дајлевиќ, Така. легенда. Легенда. И он исто, кога ќе ноеше, само ќе те погледне, не треба поише, само ќе те погледне и ќе каже, оди вам, готово, тачка. Не смееш много, ама зашто, како и овој? Или кој е Ѓоко Симоновски, овој професор по музичко. И он е легенда голема. И он ми е мене основицу дае на свирење. Он кога ќе ми даде... Еве ти пошто го памтиш Ѓоко Симоновскога? Знаеме дека он е... По стапче. Ако се сеќаш, што го носеше тој стапче со njega, Така е. ти ми даеше солфеш да свиру и се нешто погрешиш. Добро. И он ќе те фати и по глава, али не силно. Амори главо, зашто не си га научија солфеш? И се удара по глава со оној стапче. Дук не го научиш. Док не, оној... Нема. Па и добро, и сега, еве вамо каде што свиру, кои пензионери, име га носи негово, Ѓоко Симоновски. Да, и заслужие. Он е Да. човек многу е дае за музику. Тачно. Сакам да те прашам, у тоа време у гимназију исто спомнага Дајлета легенду. Мисли дека и Свето Аврааме продавае. На мене не ми е. Да. На мене не ми е, мене ми беше, Дајле ми беше професор. И он се многу млад помина, Да. али негови заслуги су немерливи за развој. Големи се. Туја смо, ја, Баџанак ми и Балдаза ми. Туја смо исто у пензиону и тоа е снимано. Исто. На кое веселје не може ми сега текне баш. Куде запишуваш средна школа, Драгане? Јас средњу школа запишував за англиско. Горе док беше куде Соколано, ако се сеќаш. Туја беше, сега е пребацени се овдека и за англиска и економска. Важно тамо беше, тамо се Англија и Добро, средна школа кој средна школа учило се, тражило се знање. учило се, да. Учило се. И тој те е учило здраво. Нема туја. Ако кој учи, ќе добие добро осм, додека сега е сасвим друго. Нема ургенција. Нема. Немаше ургенција. Еве да кажемо, дека ти после запишуваш, односно завршуваш средњу школу и се запослуваш. Да, запосли се у напредак, jer moj dedo Dančo i moj tatko otvara firmu. Napredak, kude je Brokat, ti znaš Brokat kude je bio. Tako je, da. Tako je. Tu je otvara firmu Napredak za tišljerski vrata, prozori. Tu je otvara oni, posle Vasko. Четворица су биле кои се отвориле фирму. Али важно, дедо ми Данчо е бие иницијатор и он е бија директор, татко ми беше технички директор. После, тој кад ја сака да руши што правив, да правив објекат, општина налаже, наваѓа ги да мора да се фузира с 1. мај, кој е Димче Рибица, што беше пари пуда, кој е пазар горе. Да се спои. Да се спои, даде,
Ето е да го земе општина местото да прави зграде. За тоа е тој било. И после се фузирава они. И напредак и 1. мај. И 1. мај остана тамо да работим и оттуда сам и ја. Меѓу време и свирење почна да учу, што вика луѓе, оној да се школуеш практично. Еве ти си релативно млад, жениш. Па на 20 и... па не сум баш млад. На 26 години се женија. На 26 години, тако е бидна сега. Овој ти е дека фамилија? Тој е кум, прв, кума, Балдаза, Баджо, брат ми покојни, Бог да ga прости, жена и јас. Кум кој ти е? Душко, кој е Добршане, доле има куќу да при. Куманово имало традиција, како што спомнавам пред малку кумановски мезалак, да не го забравимо кумановски суџук. Да. Прекрасна работа. Да. Али ми смо имале традицију с добро музику, забаву, Бакија Бакиќ, хармоника, дружење. Еве една слика. Тоа е исто. Јас сам многу свадбе свиреа у Куманово, па може да кажу меѓу највише. Столе Добршански он вика највише, ама не е највише. Јас сам свиреа со тие Лесковчани и Мирко Палигорац, ова е у Панче Пешев, што е сега што ношње свири, туе још те издава тие работи. Овде кој е на слика овдека? Овдека е тај Лесковчанац Бале, Мирко на кларинет, на саксофон и јас сам овдека на тарабуку. Овој смо по снашку кад смо пошле. Туја. Сега да те прашам, Драгане, кад би провидеш сега разлику од свадбе од тој време и денес е малку помодерно, тој е по-другачие, а тоа е било Денеска на друг начин. Нема денеска свадба како што е било. Мене ми се е десило, идемо у Кладово да свириме. Кладово у Србија, чуо. Да, горе со овие Лесковчани. И тамо свадба трае, они се 3 дана. Петак, субота, неделја. У понеделник се плюс 4ти ден разнаса вода, по воду се иде. 6 сата свириш, па спиеш, друга музика свириш 6 сата. Па ти стануеш, па ти свириш, иначе нема престанак. Нон-стоп. Док сега, за сат време, 2 пати. И едење и пиење кога сакаш. Тој колко ти душа, ако можеш, колко можеш да пиеш, али не сам ја да ти кажу пара опšte, не сам. Мислам, не можеш да работиш и има ноќ. Вика нон-стоп си на ноге, с еднога, с другога. Ти што си свиреа? Кој? Јас сам свиреа на гитару. И данара сам свиреа и ритам и бас. А на суво, кад смо ишле овакој по снашку или овој, тарабуку си имаше, тарабуку земо. Ради што вика... Кажи, кај ден денеска свига збори по барабанче. Кога свирее Мики Барабанче, чувени некој. Памтиш ли дека каде доаѓа Бакија Бакиќ у Куманово? Како не, у центар туе каде доаѓа све на Рома Фесио, обавезно. Па и по свадбе у Куманово многу доаѓале пуда. Да. Еве јас сам га канија на моју свадбу, он так беше заузет, Да, а не али мога да дојде. негово свирење е било уживање. Абе, што вика луѓе, надареност е надареност се. Не може никад човек нешто да... Сакам овој прилику и да те прашам, ти си денеска активан у градско музику, свириш. Панче Пешев, Пешев. пензионерски, што вика, вика, куде макита, пуно пут помогну му на макита. Имате ли активности сега? Добро, се покрај овој корону тешка, али пред тој? Имаше. Да ти кажу, јас сам прошија Европу со тој свирење со овие друштво прошија. Панче Пешев. С Панче Пешев. Бие сам, да не зборувам, Австрија, Немачка, Италија, Франција, Турција, Шпанија, Румунија, Бугарија, веќе да не зборимо. Значи, доста сам прошја и не жалу што сам оној проживеа. Jer da ne su bile oni, ja nikad u život ne bi vidjela tija ubavine. Zašto? Kad otiješ ti 15 dana na Azurnu obalu, a sve te vodiv, raniv, ispanje, sve njino,
на Еве ќе организатора. покажеме ово од Турско, кад се бие Бујчек Медже. Да, у Бујук Екменџи тоа е. Тамо 15... Тоа се преко Панче Пеше. Све преко Панче Пешев. 15 дана. Тој е, Бујук Екменџи ти е меѓу најубави, да кажу, на море овие за туристи. Туја друг нема да улегне сем туристи, а све ти омогуќие. Еве Француска. Тоа е да. Тоа е црква у камен, све у едну пештеру. И туја, можем тако се збори, плоштад ги е како наши два плоштада големи, све у мермер. И туја кој нема деца, иде на тој чешму, замива очи, што много народ е, много. Много што е. Еве, покажува овие слики дека се бие многу активен на поле на музику, али не ни кажа како се деси ти толку да бидеш залюбен во овој работа. Што те е понело да бидеш во музику? Пази, ја највише ме понело те тој што свиреше се многу серенаде порано поред Крстимир Сирков гимназију. Дојдев овие постари, да кажемо, Шоиќ, тие Шајтан, тие постари, мислам, малце што су биле од мене и посу активни биле. Сега слушаш, седне, слушаш, да се веселиш, викаш, ја ќе зему, ја ќе научу. И како ми се укажава и гитару што го купи, што ти кажуи со свој војно лице. И од тога си нон-стоп. И тоа е чудно, Ѓоко Симоновски е земаја, беше обавезо и човек ми е стварно, основицу ми е даја. Да се да подечем од црту, Ѓоко Симоновски има големи заслуги. Голему заслугу има за моје свирење и моје школување. И за музику у Куманово. Све општо. Па нема, у Куманово си ме знаев како свирач, кој ме ви голина свирач. Еве ти овој слика од Венеција. Таа е у Венеција, пред тој цркву што е позната у центар на Венеција. Тоа е, значи, како да каже, доживљај кој никад не може да забрава. Еве исто оваа слика од Турско. Да, од Бујук. Да, Бујук Екменџи. А има слику и од Палата на Ататурк, Истанбул. Да, тамо да отидеш, ако да ти укаже прилика да отидеш да видиш фантазија. До море, одна на онај палата, чисто, па теја стражари што су, мува да застане смеја да мрдне, што вика оној у кочија се. И... Еве овој твоја група веројатно, каде сте овој? Овој свири се у Панче Пешев, у Панче Пешев. Кој се овдека на слика? Овдека су, сак да ги спомнам, Чамил, Тупан, прости умре он, и на Зурлу свиреше, Мирко на гуслу, овој професор е по по музику у гимназију Раце, ја, браќа му двојица, еден е у Ниш, свири на војну академију свири, тај еден у Ниш, тај другат, не знам куде е секаде, воопште не може ми текне тај. Еве еш една слика овдека, армоника, кларинет. Овдека тај е Раце, Мирко, ја, тој не го видно одзади. Mi smo tija trojica, taj profesor je po muzičku u gimnaziju Race. Еве спомна ги свадби у Куманово, да покажемо слики како се биле у тој време, надвор, Да, весело, tačno. с марамче играње. Maramče, Колку свадби имаш? Имаш ли некој статистику колку си свадбе свирее? ne možu da opšte da ti kažu. Ali, znači, jedno na drugo kad zemu, znači, ja nedeljnu imam od 2 do 3 svadbe smo imali nedeljno. Sad, da li ovdeka, da li u Srbiju gore, Leskovac, Kladovo, gore ti kažuva,
Трио кладово што беа тие потекло ги било од Куманово, Власи. Тамо се веќино Власи. И беа не викале од овдека, конкретно овде дошле само за македонску музику. Да. Како ти се викала група кад се свиреа с ним? А не сме имале тој, само текајство со Слесковчани. Само тој су онадиле, не сме. Кои сте били групу? Ти си бил? Јас сам у групу Мирко Палигорац, Драган од Лесковац, Бале од Лесковац, после кој беше уште еден? Значи било е микс Куманово и Лесковац. Да, ми сме биле двојца Кумановци, а овој други ресто су биле од Лесковац. Бајич исто. Имаше, али добри су армоникаши. Има се и песме. Зоран, певач беше. Па зема после овдека жено, зема комшику го зема. Овдека са ми, а мои синови, Виктор и Ваце. Ти имаш 3 сина. 3 сина имам и 5 унука. Нек су живи и здрави. И ти са синоци. И сакам да те прашам, покрај музику што си многу пропутувае, сакам ми ти покажемо одека и некои фотографии кои што си свиреа. Ово е у Христалево е исто, на свадбу. Тегата е Бале, Мирко. И певач овој Скопско беше он тамо, добри му име. Добро. Овој не е веројатно у Кристал. Не, ово е у Лесковац, у дом на културу кој да њима. У Лесковац. Бале, певач. Драган, армоникаш. Ја. Ово е у Лесковац, у дом на културу. Исто свирено, ова е свадба. Значи не би било воопште лако, напорно е било да путуеш, да свириш, па да се вратиш. Со што сте с автобус, со школа? Не, со школа смо си ишле со Смирка во Пелигорец, али најбитно е што на границу не е имало ко сега, например, ќе знае па ќе те испитуе, па куде, па што, па да вадиш нови документи, па тие работе се. И ова, дека ово е у Куманово. Ево, дека ти останала гитара, што се вика. Да. Овдека кој е на друг на слику? Овдека смо ја, овој дечко е од Рајкову куќу, али не му знам име. Драгане, што ти е музика дала на тебе у живот? Еве, имае си многу путувања. Видиш што, прошao сам го Европу, што ви кажувате со овие друштва, што ја сам да сам бија, например, кој никад не би тој видео. Ја никад не би отишao у Шпанију на море, никад не би отишao у Француску, исто на Зурну облаvu, Париз да виду, да кажу, онија Триумфална капија, па тија мозулеи. Зашто оните, кога отидеш тамо, што е оните води кои да ние најпознати места, организатор за тие 15 дена. Друго, да ти кажу, овдека што сам свиреа, те купи на овој, правија сам на 3 свадбе, сам 4 ти скочиш со све банкети и 5. Не сам взимаја воопште пари, узајам све од тие пари, например, што вика, не сам те од плату смо јеле, а од тој сам свадбе правија на деца, на... Купија сам што вика, те ги плацови ги купи, да си за куќа, да си прави, да ко сакав јутре, на нима е тој не е. Значи, нешто сам пау живот, осетија сам малце. Преку музику на некој начин живот ти бие динамичен. Да. Абе, со седни се видиш, со други се видиш. Што вика, размениш оној мишљење стои. Отидеш, некој си проблема кој имаш, отидеш на свирку, пројде ти, зашто не можеш ти да мислиш на тој проблем? Ти ќе мислиш, мора тоа човека, плаќате тој човек, мора нешто да, што вика луѓе, да си оној стабилизиран, па да... И за тоа е. Пошто и като отидеш на страну, еве, имам едно, ќе ти кажу едну смешку, валја нема да се замерив, у Монтрежо седимо,
и штимам гитару пред наступ да биде, имаше едно големо Где дрво. седите У Монтрежо, Тој е у Француска. тоа е француска, Добро. фестивал у француско, у Монтрежо. И штимам гитару, а с нас обедно има еден водич, али француз, францускиња беше, и бева Рајчо тога и Смет, овој октет што поесва овие трио, Крстевски, Рајчо и Смет. И Смет пред глас прави, знаеш, оној пред наступ малце да се... И онај му вика, тамо збори нешто и он, пу! Чијаноне. Ja vikam, abе, čuo i Smet, što je rabota, be, zašto? Abе, ja u zboru i Smet, ona izmet. Pa ja i Smet, ona izmet. Pa ti kaže, ima puno gafovi, imaše tija. Tako je, nasmiješ se. Dovađa isto, imao sam priliku isto, Hristal svirimo, a jedan čovjek vodeše kolo, abе, da mu se ne nagledaš kako igra. Da mu se ne nagledaš. Ali mnogo siroма бие. И доваѓа, ми баш се знамо да одморимо малко, кој настал, дојде и почна да плаче. Викам, батко, кажи што е работа. Абе, вика, срам ми е, вика, не срам, вика, немам динар. Ако може едно песмо од Чичо на Снашко, вика, да поручите, немам динар. И плаче, па викам, не се секира, кој сакаш, кажи. И, знам која песма беше. Почнамо да свиримо и он води го коло, знаеш, и с Нашко други, и цело време плаче, виши, мене ми дојде жал, оне. И завршимо све тоа. Ја викам на овие Миркови, овие викам, свири, викам, ише. И свиримо две или трите кои беше и свиримо, и тетика доваѓа. Вика, у моју фамилију друг не улаза да свири сем ви. Овој вика, никад нема да го забраво. А сирома после кажуе тај, некој бртанац му бија тамо, вика, много е сирома, вика, нема едно собо, вика, 6 души, вика, туја спие, туја еде, туј све, вика. Нема проблеме, викам, завршна работа. Мене тие пари нема ме дигне. Али, Драгане, градски шмек у тоа време бија многу заступен. Боемски живот у Куманове бија на високо ниво. Да. Како тоа све да го, како да кажу, прифатимо у денешно време, тоа се изгуби све. Види што, тој се изгуби затоа што денеска омладинци не веруе, например, на постари људи што ќе ги каже. Еве јас си поваѓам од мои. Ја му викам такој и такој, идемо серенаде, правимо овамо, онамо. За такој е била, бе, такој е, викам. Еве на унука моја, баш задњи пут за тоа, на најмалога сина, на Вацата. Емо, веќе му кажу, и он вика, дедо, немој да ме лажеш. Не те лаже дедо. Дедо ти кажуе како е било. Што е прошја дедо ти. Ај ти кажи, викам, на дедо нешто, сак што си проши. Ти не знаеш ништо. Ти знаеш, од дома, ти искочиш до чаршију, тамо да кажемо ќе седнете негде у кафану, и сак дали ќе пиете, дали не, или тие работа. А ја ќе седну, викам, ќе прошетам, корзо имаше тога, па куде е корзо било? Па викам, прво корзо е било центар, викам, па друго беше поред културни дом, викам, Карши културни дом, дека го знае културни дом. Карши културни дом, па тој надоле до доле, па се вратимо на и гледамо, викам, девојчиња, они нас минјива. Ето тоа е било. Стварно ли дедо? Па стварно, еве, дедо ти кажуе се. Ти ако сакаш веруј га, сакаш не га веруј. И се раснало у скромни услови. Како не? Дење што има да се еде, тоа нема бирање. Ја пред таткам, јас сам пушија цигари, не викам не. Пушија сам, и те сам пушија здраво. Ја пред таткам и не сам запалија цигаре. И он вика, бе, синко, запали. На овие софри, кад прави дома, кад запали, бе, синко. И он пуши. Значи запали. Не бе, неќу, не се пуши. Ти скочу надвор, ти испушу цигаре, па ти улегну унутре.
Значи имало едно почитување према стари. А денеска, А што правимо, Драгане? Еве, дојде на гости унук куде деду и сви настал телефони, ни се разговара, само се пишуе, допишуе деца на телефони, да. а дедо има мерак и баба да ги види, а не може да направим обед од телефони, од тие лаптопови и све друго. Затоа ја иди мислят тие телефони да зему и од земја да издигну све. По цел ноќ седи, цаке само. Викам, остави ноќе за спање. Па на компјутер. Па и тој малецко, најмалецко на сина ми, најмало што е, па имамо тој малата она. Колко е бе 4 години, бе? Бе цело време док седи само на тој телефон. Цаке. Викам, остави ga, мали. Остави ga малце. Треба да ги пуштимо надвор на воздух. Ама не валја. И телефоните у очи, оно... Да, вид се квари. Вид се квари. Ево, ова е една многу убава слика. Тоа е на свадбу свиримо кад ручамо баш. Те певач од Лесковац, ја и Мирко Палигорац. Ова е што ти кажи од Панче Пешев. И он. А вдека живели со скопско пиво? А вдека Гајдарџија Ѓоре, помина се, Бог да га прости, ја и Среќко, не е Среќко, кој е беше овој? Има ли интерес у Панче Пешев деца да се запишуе или слабо? Слабо. Ја гледам пуно пат с Мирчето Крцевскога, дека он сега ту ја преземава и правиме обед баш скоро. Драги бе, дојдемо се да посвиримо. Дека вој сега корона, знаеш, нема собирање, него соберемо по 3-4 овие музиканти само. Посвирија смо малце. Нема, веруеш ли дека ретко деца. Нема. Неќе да доаѓа ви готово. Да, не ги интересантно. Не ги интересам, а и јок, никако. Малко повише се на компјутери, што кажамо. Абе, све на телефони и компјутери. И градска традиција на музику треба да се продужи, што викаш на площад да се освири, па на спомен косторница, тој не смее да се прекинува. Ма јок, не смее. Абе, порано што порано, куде да имало, што да имало, ајде Панче Пешев, ајде да кажемо овие. Еве сега ги се диву на овие пензионери, Ѓоко Симоновски, овој друштво што е, води га овој професор по може да знаеш и ти, Ќосеф. Ќосеф професор што беше по музичко, по музичко што беше, он го води групу. Значи, стварно направи добру групу. Што е, зашто е? Па може да си гледаја на площата имаше. Направи човек, собрамо се туја, ајде, да што викам, малце, да град да се... Еве, само да покажемо и слику од твојега сина и он игреорац. Да, најмалецак син, Владимир, на татка ми име зема, он, игреорац и он исто. Драгане, еве, преко сад време зборимо, пуно работи кажамо, али тебе те прашам на крај на емисију да даеш едну поруку за млади генерација. Моја pouka за млади генерација би било да не се толку иде по овие кафане. Боле би му било на тој дете да пројде, да прошета, да си направи, што викав оној муабет. Па ми смо се собирале те данас кај се собераме кој е тебе, па јутре кој е мене, па јутре, прекјутре па кој е друго, па кој е треќо. Што вика оној еден вид дружење меѓу себе. Нема. Дали фамилија Голинци е најмногу бројна у Куманово? Па тој не би могаја да кажу, али доста не има. Доста има и по страну, и овдека. И сега, тој е све су свржени. Мене ме беше пред 3 години, 4 ќе биде. Иду горе кој е Соколано.
куда сак што е усокаче кога завртиш на куда вој доктор кава што е тој куќата што Деса, туја. Туја седеше мој дедо, практично, на дедо ми мојега роден брат. И кад се запалила куќата, не могам да кажем од тога, они се скарав браќа меѓу себе, кој да земе овој, кој да земе оној, с тие работи, и он тамо направи куќу, која Деса што е, туја куќа нели имаше. Така е. Туја направи, која тај бунаре исто иду, и ја иду, имам едно нивче горе на Пчински пут, и идемо со жена. Надоли еден старац искача од врата, вика, дечко, застани. Викам, дедо, кажи што е работа. И почна да плаче. Викам, што е работа, бе, дедо? Познаваш ли ме ти мене? Викам, не. А Данчо Гулинца познаваш ли ја? Познавам ја. Владата Гулинца познавам. Татко ми е, викам. Дедо ми е Данчо, татко ми е Владе. А тоде, Чичо, викам. А познаваш ли некога ти на дедо ти Данчо некога спасу? Чуе сам, викам нега, па јас сам, вика, те спасу. Јас сам, вика, на дедо ти роден брат. И ти си изненади. Да. Значи, не се знаемо, еве га, и за Бога не сам знае горе кој е месар. Лиза Гулина. Со случај голема фамилија Гулинци. Голема. Тега и брат ми исто, овој доктор што е, Јорданчо Гулински, он е у Тромеѓу, и таму имало Гулинци. Треба да направите ви еден собир, кога ќе заврши овај корона, фамилија на Гулинци, сви да се соберете, па да дојдемо да ве снимимо и да кажете свак што имате. Па може, не е лошо тој, баш ќе предложу, кога ќе виде овие браќа, кога се соберемо да пројдеш, што вика малце вој да се намали, вој, што вика да може да идеш На гости, да. на гости, тие да направиме обед. Ништо не е чудно и да замолимо да пише овој братот едну книгу за Гулинци. Да, монографија. Монографија да нас ја направи, зашто има недоста. Еве га сега, ајде сега чумо за овој у Беорат. Виши, не само знале док не се овој деси. Дека тамо отише. Ми ga знаеме овамо на море, горе у Хрватско. Драгане, на крај, последње питање, имаш ли желја некој да поздравиш овоја емисија? У овоја емисију би га поздравија цел град. И свите Гулинци кои се у овој град. Ја би тој само поздравија и да се свите живи и здрави. Господ свите ги сачува. И нини, и мои. И на свите цел град да га сачува. Фала ти пуно. Ништо. Толку за данаска, све најболje и останете и далje со емисија за Куманово.